Се што не е од Господа, сега заповедувам да напушти од нивното тело. Секоја болка, причината од демонска сила, секоја воспалување, причината од демонски сили, секоја бактеријска инфекција предизвикана од демонски сили, сега да напуштат во името на Господ Исус Христос. Надвор во името на Господ Исус Христос. Секаков очај, секакво разочарување, секаков страф, заповедувам во името на Господ Исус Христос. Напушти од овие луѓе. Секакво запушување на крвоносни садови, запушување на синуси крвоносни садови, нека напушти во името на Господ Исус Христос. Секаква алергија и форма на алергија во името на Господ Исус Христос ја прогонувам од овие луѓе во името на Исуса Христа. Секоја зависност од цигари, секоја зависност од таблети, секоја зависност од храна, нека напушти од вас во името на Господ Исус Христос. Дух на окултизам и магиски дејства, на исламски магии, на секакви форми и облици на бајање, напушти од овие луѓе во името на Господ Исус Христос. Дух на вештаризам, напушти во името на Господ Исус Христос. Надвор со се корен, напушти ги сите луѓе во името на Господ Исус Христос. Заповедувам во името на Господ Исус Христос, напушти дух на смрт од незе. Немаш право ниту бавно да ја умиреш, ниту имаш право да ја умреш. Во името на Господ Исус Христос заповедувам, излегове од незе, напушти ја со се корен, излези и не се враќа повеќе во незе. Ти заповедувам, напушти го ова тело, напушти го и срцето и душата, ти што ја предизвикуваш од внатре, да се мрази себе си, самата себе си да се замразува, напушти од незе со се корен, немаш право врз незе, ниту врз незиниот маж во името на Исуса Христа. Бешем Јешуа Адонај сурмена Сатан. Секој изречено проклетство врз вас, одбајач, гледач, вражалец, сега се раскинува во името на Исуса Христа, за секогаш во името на Исуса Христа. Секој збор што е изречен против вас, нема више сила врз вас, го изрекувам словото на живот врз вас, во Исуса Христа. Во Исуса Христа. Либарабахато кондураме симбера махта кандурелешим. Ире махта кандурелесим. Господи Исусе Христе, во Твоето моќно и свето име, изрекувам милоста и Твојата благодат, да ја исполни секоја душа на ова место, секоја срце, секој ум, секоја тело да биде допрено сега со Твојата благодат и да прими целосна регенерација и обновување, бидејќи тоа е Твојата волја. Фала Ти, Господе, што за ова ќе сведочат, за ова чудо што Ти го вршиш во нив. Фала Ти што им даваш преобразба на нивниот живот, што од оваа вечер започнуваат нов живот да живеат. Фала Ти, Господе, што Тоа Слово се исполнува врз нив и им овозможуваш сето она што ѓаволот им го крадеше, трократно да им биде возвратено со здравје, успех, радост и сила заради милоста Твоја. Сега кренете ги рацете кон Бога и кажете му: слава Ти, Господи Исусе Христе. Фала Ти, Боже, што ми даваш сила, љубов, радост, обнова. Јас сум благословен човек, бидејќи Ти ме благослови. Ќе живеам, ќе победувам и ќе сведочам за Тебе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Амин. Халелуја. Слава на Бога. Оно што сакам вечерва да го споделам со вас е темата за исцелувањето. И тука се отвара едно големо прашање, дали е Божја волја луѓето да се болни? Не. Многу луѓе велат дека Господ ги казнува со болест. Дали е тоа вистина? Не е вистина, затоа што усовршувањето духовно, Бог во тоа усовршување духовно не вклучува болки и болести, како што многу мина мислат. Многу пати луѓето велат со тоа што го имаат како болест, дека учат како да одат во зависност од Бога, и тоа не е точно, бидејќи библиски тоа не е оправдано. Вечерва сакам тоа малку да ви го разјаснам, за да видите дека исцелувањето е Божја волја за секој човек, и ако вие верувате дека можете да го примите вечерва, навистина тоа ќе се манифестира, не според одреден метод, техника или некоја специјална способност, туку заради тоа што Господ е милослив, добар, благ,
совршен родител кој што го има најдоброто за сите своји деца. Кој родител ќе остане на страна и ќе го наблюдува своето дете како страда, се витка во болка? Ниту еден. Секој родител би истрчал кон тоа дете и би направил се возможно да му ја неутрализира болката на своето чедо. А колку повеќе Господ кој што е совршен родител. Зошто е ова важно да го сватиме? Бидејќи животот на оваа земја додека го живееме, секој ден додека го живееме, го умираме. Мора да го разберете тоа. Секој ден нашето живење е поблиску до смртта. И тоа е така бидејќи целото човештво како е создадено како раса, сгреши преку она што се направи од страна на Адам и Ева, и со самиот грев кој што се случи, целата човечка природа го наследи тој грев во себе си. Соодветно, тој грев е факторот кој што разболува, кој што носи секојдневно разболување, трошење на снагата, распадливост и на крај смрт. Се додека тој грев не се порази, човекот кога живее умира. Без разлика дали е млад, дали е стар, без разлика во која доба од своето постоење. Сега луѓето повеќето знаат дека се грешни и знаат дека не се достојни за Бога, меѓутоа неретко престануваат со своите ситни задоволства и гревови, туку покрај тоа што знаат дека се грешни, продолжуваат да си грешат и да си живеат неуреден живот, без разлика дали е тоа похота, блуд, дали се тоа наркоманија, алкохолизам, разврат, лицемерие, корупција, криминал и така натаму, педофилија и какви не работи. Меѓутоа треба да знаете дека гревот носи последици. Не останува неказнет. Тој носи казна најпрво во телото на луѓето, потоа во нивниот живот и се разбира на нивните поколенија. За да не загине никој како жртва на наследениот грев од Адам или како жртва од личниот грев кој што си го вршил човекот во својот живот, Бог реши да даде совршена жртва, со чие што жртвување и пролевање на крв ќе се овозможи целосно измивање на гревовите од сите луѓе, значи, целосно простување за гревовите, оправдување, односно Бог реши да даде жртва што ќе овозможи искупување на осудените луѓе на вечна смрт и соодветно нивно спасение. И затоа Бог реши да даде не било каква жртва, не животно, туку совршена жртва. Не можеше, значи, да биде тоа животно. Затоа Господ реши да го даде својот единороден Син Исус Христос, за тој да ја исполни совршената волја на Бог Таткото. Ова Бог го овозможи бидејќи ги сака Господ луѓето и не сака тие да бидат под казна и под смрт. Зошто? Затоа што платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот што го дава Бог преку вера во нашиот Господ Исус Христос е вечен живот. Римјани 6 глава. Ете така Бог овозможи да излеземе од проклетството, од вечната смрт, која што следува за гревот кој што е вршен. Ова значи дека Господ овозможи подарок, вечен живот, кој што се прима по Негова милост, кога човекот ќе си поверува во Исус Христос, дека тој е Божиот Син, и кога Исус Христос ќе го прими за свој Господ и Спасител. Ова е важно бидејќи Исус кој што е совршен, кој што е Бог, дојде во кревко тело, но во него грев немаше. И тој беше совршен и се уште е совршен. Меѓутоа беше, знаете, неправедно осуден за нас. Исус со својата служба на земјата покажа колку Господ е благонаклонет кон луѓето и сите оние чуда на исцелувања, воскреснување на мртви, ослободување од демони, намножување на рибите и на лебовите кои што ги правеше, смирување на бури, на ветрови. Сето тоа Господ Исус Христос покажа дека во Божјите замисли нема лоши намери кон луѓето. Односно, дека Бог
не ги казнува со болести луѓето, ниту со глад, односно дека тој не ги обседнува со демони и не ги угнетува со смрт. Тогаш кој е тој кој што тоа го предизвикува? Кој е тој кој што угнетува со болести, кој што угнетува со различни непогоди, со несреки? Кој е тој кој што е непријател на целото човештво и што дури ги тераше луѓето да се противат кон Исус Христос, да го обвинуваат лажно и да викаат распни го на Понтиј Пилат? Сатаната, односно ѓаволот. Во Дела апостолови 10 глава 38 стих вели: потоа Бог го помаза Исус од Назарет со Светиот Дух и му даде сила. Исус цел живот правеше добрини и ги исцелуваше сите што беа угнетени од ѓаволот, зашто Бог беше со него. Значи, забележете во стихот, Исус цел живот правеше добрини и ги исцелуваше сите што беа угнетени од кого? Од ѓаволот. Ова е многу важно да сватите, значи оној што предизвикува угнетување со болести не е Бог, туку е ѓаволот, а Исус го разрушуваше неговото дело. Така да тој е тој ѓавол што ги излажа Адам и Ева да направат грев против Бога, и тој ѓавол кој што е автор на гревот, и тој е оној што угнетува со демони, паника, страв, болести, смрт. Ако човек греши, треба да знаете дека кога го врши гревот свесно, на свестен начин го кани авторот на гревот, односно ѓаволот. Така да ако сакате да немате толку влијание од ѓаволот, не го правете она што е јасно кажано дека е грев. Но и да сгрешиме, Господ има излез за нашиот грев и за нашата слабост. Кога ти веќе знаеш што не треба, не го прави, бидејќи на тој начин отвараш врата или прозорец за да навлегуваат непријателски сили како во твојот живот, така и кон оние кои што ти значат. Значи, Бог не го сака тоа за луѓето, за тие да страдаат. И затоа Исус, испратен од Бог Таткото, со сила на Светиот Дух, ги исцелуваше луѓето од се што им предизвикуваше ѓаволот, без разлика кој тип на страдање. И затоа Исус дојде да ги разруши делата на ѓаволот. Дали се тие срушени? Да, срушени се. Тоа се случи на крстот кога Исус го положи својот живот за нас. Но дали тоа го живееш е различно. Исус го возможи тоа, но дали му дозволи да ги разруши делата на ѓаволот во твојот живот, во твоето тело, во твоето секојдневие, зависи од тоа дали си овозможил Исус да действува со Божјата благодат во сите аспекти на твоето постоење. Значи, Исус дојде и свесно пристапи да ја прими казната за гревовите, оние што ние ги вршевме, и наместо нас, тој да биде казнет, односно да умре. Во него грев немаше и сепак лажно беше обвинет со измачување, со смрт на крст како разбойниците што во тоа време ги казнуваа. Исус не се бунтуваше, го прифати тоа, го зазеде нашето место, бидејќи ние гледаме од една друга перспектива, Божја перспектива на праведност и светост, сите ние бевме разбойници. Сите ние бевме грешници, бунтовници, своеволни. Сега Исус немаше грев, но на крстот стана грев за нас, за ние преку него да станеме Божја праведност. Во 1 Петрово послание, 2 глава, 24 стих, вели: тој сам, Исус, во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние, умирајќи за гревовите, да живееме за правдата. Преку неговите рани, вели, се исцеливте. Завршено дејство. Значи, на Велики петок, што се случило? Исус во своето тело ги понесува нашите гревови, та ние, вели, умирајќи за гревовите, да живееме за правдата, преку неговите рани се исцеливте. Се случиле две работи. Под еден, Исус на своето тело ги зеде нашите гревови. Зошто? За тој грев да биде поразен и да живееме за правдата. И под два, преку неговите рани се исцеливте, односно се исцеливме. Исус Христос не само што умре за нашите гревови, туку умре и го победи гревот, но и последиците на
гревовите. Сега, кога некој ќе се роди од Бога, наново роди, дадена му е сила од Светиот Дух за да ги надминува сите слабости и искушенија, па дури и практика на гревови. Во Словото пишува секој што ќе го повика Господовото име ќе биде спасен. Така да кога ќе се повикаш на Господовото име, ти ќе бидеш спасен и ослободен не само од минатите гревови, туку и гревовите кои што денес ги вршиш, свесно или несвесно, туку и од идните гревови. Господ те разрешува тоа. Ова е многу важно да го сватите, бидејќи зборот спасен доаѓа од грчкиот збор созо и значи да се биде избавен од секаков вид на зло. Меѓутоа, кога се користи зборот спасен во однос на Божјото спасение преку Исус Христос, значењето е избавување и зачувување од сите последици на гревот. Од друга страна, спасен значи да се избави и да се биде сочуван од казната на гревот и од моќта на гревот. Така Исус ни овозможува победа над гревот и смртта, заради кое што ние треба многу да му бидеме благодарни. Ќе прочитам еден стих кој што ова го потврдува во 1 Коринтијани 15 глава, 56 и 57 стих вели: гревот е осилото на смртта, а силата на гревот почива врз одредбите на Божиот закон. Вели, но Бог ни даде победа над гревот и смртта преку нашиот Господ Исус Христос и треба да му бидеме многу благодарни за тоа. Значи, каков треба да биде статусот на нашето срце, ако ние ова го осознаваме и го живееме? Да бидеме благодарни, затоа што имаме победа над гревот и над смртта. Но кога не осознаваме што Исус направи за нас, покрај тоа што сме верници, живееме по инерција и одново се потпираме на своите сили. Потпирајќи се на своите сили, одново ќе сгрешиш, одново ќе се разочараш и одново ќе го поттикнеш законот да работи во тебе. А ако одиш и живееш според религиозниот закон, ќе паднеш во проклетство и ќе има сериозни последици. Она што е важно да разбереме е дека ние сме повикани да живееме по Божјата милост. А тоа значи наместо да се мачиш и да се потпираш на себе си, да се потпираш на Божјата благодат кон тебе. Бидејќи кога ти со сила правиш нешто, не му дозволуваш на Бог да действува во твојот живот. Но кога ти се потпираш на Божјата благодат и чекаш на Бога, тогаш му возможуваш Бог да работи во твојот живот и да ти даде излез од било која ситуација. Одовде сакам да ве воведам во еден добар совет. Престанете да мислите дека сте недостојни за Бога. Престанете да го имате тој менталитет дека сте грешници. Бевте до моментот додека го примивте Христос. Кога го примивте Христос, според Светото писмо, вели дека вие сте Божји деца, оправдани, опростени, помирени со Бога. Затоа престанете да размислувате на себе си како постојано недостојни за Бога. Бидејќи ако го негувате тоа чувство за себе си внатре во себе, вие постојано ќе бидете фрустрирани и незадоволни од себе си. А ако сте незадоволни од себе си, нема да бидете задоволни ниту од брачниот другар, ниту од вашите деца, ниту од државата, едноставно ќе живеете како мрчатори, како озбилно незадоволни луѓе кои што од ништо не можат да се израдуваат, за ништо не се благодарни, песимистички и очајно го живеат својот живот. Тоа не е Божја волја за вас. Променете го тоа во вашите мисли. Вие треба да сватите дека Исус ве направи достојни за Бога, покривајќи ве со неговата света крв со која што ве оправда и ве направи чисти како да не сте сгрешиле. Штом Исус не прави негова праведност, бидејќи пишано е во Словото, оно што не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за преку него ние да се стекнеме со Божја праведност. Штом веќе се стекнуваме по милост на Бога со Божјата праведност, веќе ние имаме можност да општиме со Бога во директна лична релација, да го слушаме неговиот глас и да имаме водство во нашиот живот.
Така да кога го избираме Христос се случува едно рекреирање на нашето битие. Односно, штом го избираме Исус, наново се раѓаме. Односно, тоа е една преобразба на нашето старо битие и придобиваме божествена природа. Нова природа во која што веќе депресијата, тагата, слабостите, болестите, веќе не се дел од менталитетот. Не треба да бидат. Не треба да си пишувате список со вашите слабости и мани. Дали разбирате? Веќе ви е простено. Веќе сте раздолжени, веќе сте ослободени од тој долг, од тие окови. И треба само да ја зграбите таа љубов и благодат и да терате во животот напред. Во таквата состојба, единствено само Божјата љубов треба да протекува низ вас и во вас. И ова ви го кажувам, клучно е да разберете и секојдневно да искусувате една вистина. А таа вистина е дека Исус те љуби, дека Господ те сака. И наместо твојот фокус да биде слабостите што ги имаш во карактерот, проблемите што ги имаш во секојдневието, симптомите кои што ги доживуваш без разлика дали од промена на време или од некое хронично заболување, наместо фокусот да е кон тоа, стави го фокусот кон тоа колку тебе Господ те сака. Стануваш и осознаваш и му викаш: фала ти Господе, колку совршено ме сакаш, станав здрав и жив денес. И јас така станувам наутро. Не знам за вас. Ама кога станувам уште пред да ги отворам ролетните, првото нешто е му викам: фала ти Исусе што станав здрав и жив и јас и моето семејство и што твојата љубов изобилно ја излеваш во мене. Бидејќи знаете како многу време употребуваме на анализите што не ни е во ред. Не ни е во ред, регалот ни е стар, да го смениме. Тепихот, терасата да се измилот, цвеќињата да се изнесат, нели пролете. Чека уште ова, мачките влак напуштиле, дај да ја чистиме. Ова, она листови, па не знам овде требало да се оди, па немало време, па што ќе се готви, па мрсно веќе не се јаде, не тешко е. Па ова било, она било. И секакви мисли ни поминуваат низ главата. Па ќе седнеш да одмориш, почнуваш Фејсбукот. Татара. Едно се случило, друго, државите војна ќе водат. Што се оптеретувате, луѓе, со се? Ма вие треба да си филтрирате. Си видел, гледаш дека те замара, нека не те интересира, тргни се од тоа. Фокусирај се на тоа колку ти убав денот, колку имаш голема можност и привилегија да го искористиш тој ден за убави работи, за тебе, за тие што ти се блиски. Фокусирај се на доброто. Фокусирај се на она што Господ веќе ти го овозможил. Лесно е да го тргнеш фокусот од доброто и да кажеш: леле, коленово отече, вода има. Треба со инекција да го празнат. Лесно е фокусот да ти отиде во проблемите. Уште полесно е да го отвориш новчаникот и да си кажеш: тоа е, нема. Уште колку ќе има до крајот на месецот. И што тоа? Исус затоа вели: кој со вашите грижи, кој од вас си додал по еден лакот па да порасне? Никој. Со уф следува туф. Од уф и нервози не може да имаш розово лице. Ке ти пребледне, ке ти свене лицето, стасот, ќе клапнеш, ќе згаснеш. А Господ не учи на еден подобар пат. Да му се доверуваме, целосно да возможиме да не кваси со неговата љубов и благодат. Ако имаме грижи, да му ги предадеме на него и да веруваме дека тој ќе ги разреши сите проблеми и грижи од нашиот пат. Сега вие може не сте свесни од каде дошле нечисти мисли, проблеми во бракот, болки во физичко тело, но јас ќе ви кажам нешто. Се што доживувате како симптоми и пројави, без разлика дали е во психата или во физикусот, треба да сватите дека сите симптоми одат кон еден корен. Тоа е симптомот на недостаток на љубов. Односно, тоа се празнини во тебе, кои што ѓаволот ги користи за во нив да наслои бигори
јадови, црни мисли, разочарување, незадоволства и на крајот дури да ги допре и да ги наполни со демони. Замислете, еве колено спомнав. Коленото боли и јас сум работел со луѓе кои што имаат гонартрози и различни проблеми со колена. Меѓутоа, кога ќе почнам да се шегувам со нив и кога ќе им ја свртам темата на нешто порозово, замислете во тој пола сат без ништо да се случува, заборавиле на болката во коленото и слободно после си се движат. Не сме правеле физикална терапија, ниту молитва. И доаѓам до констатација дека всушност сите болки кои што доаѓаат во телото се аларми кои што треперат и покажуваат дека на тоа место, во таа празнина е наталожено нешто што пред се е недостаток на љубов. Затоа ако вие растете во осознавањето на тоа колку Бог ве сака, нема да има празен дел во вас кој што ѓаволот ќе го користи како контейнер или складиште или магазин за револт, магазин за горчина или магазин за разочарување. Така да, ако некој проблем имате, прашете го Господ, Господе, зошто срцево има тахикардија? Да не дозволив да стане магазин на горчина, наместо да биде магазин на љубов. Прашајте го Господа, бидејќи во основа недостатокот на љубовта е причина за страдање, за гаснење на живот, за губење на целта на живење. Знаете, има многу луѓе што се помлади, ама си заминуваат од овој свет не заради болести, од чиста мира си заминуваат, умираат. Зошто? Заради тоа што се сами, не чувствуваат љубов, немаат смисла на постоење. Но кога Исус го осмислува вашиот живот, тогаш тој ви дава причина за постоење. И тогаш, иако го живеете животот со свесноста дека телото еден ден ќе се распадне, вие знаете дека смртта за сите што се христијани е само премин од оваа димензија во прегратките на Господа Исуса Христа. И кога тоа ни е обезбедено по милост на Бога, зошто да се грижиш? Ке те снема еден миг. Зошто да се плашиш од смрт? Ке те снема еден момент. Ке речат, ајде, нека почива таму. Тебе ке те нема. Ама ти нема да си под земја. Таму ке ти остане костимот. Но твојата суштина, твојот дух, ќе биде во прегратките на Исуса Христа. И тоа треба да те радува. Тоа треба да ти го полни срцето. Така да, кој ќе го изгуби својот живот заради мене, вели Исус, тој ќе го најде. И затоа е важно грижите за смрт, за едно, за друго, да не ви бидат приоритетни, бидејќи се што е навидум загубено, во Исуса Христа е најдено, сочувано во вечно постоење по Негова милост. Затоа мојот совет е, од сега натаму, не да практикувате грижа и спомен за тоа каква неправда ви е направена од пријателите, од колегите, од државата, од брачниот другар, од децата, од не знам кого. Приоритетна мисла и фокус да ви биде колку тоа Господ ве сака. Од тука стартува исцелувањето. Кога осознаваш дека Господ те сака. Со доаѓањето на Исус Христос на земјата, започна времето на Божјата благодат. Благодат значи незаслужена Божја милост, која што е пројавена како грижа, како снабдување од страна на Бога кон нас. Така да таа е незаработена, односно незаслужена услуга, што ние ја примаме од Бога по Негова милост. Ова е важно, бидејќи преку благодата е снабдена буквално секоја наша потреба, како физичко, духовно здравје, успех, достоинство, финанси, просперитет и така натаму. Таа благодат не беше присутна пред да дојде Исус. И затоа не може некој да каже, па јас чувствувам блаженство и благодат, а при тоа да го нема Исус. Бидејќи ѓаволот може да имитира нирвани и различни еуфорични чувства кои што те дигаат така
да лебдиш, да се чувствуваш како да лебдиш. Меѓутоа, ако тоа не доаѓа од Исус, треба да бегаш од таквото искуство. Не може човек да искусува такво блаженство, оригинално Божие блаженство да те крене и да те води во животот без Исус. Тоа е клучно да го разберете, бидејќи има многу луѓе што бараат мир, бараат блаженство, некој во йога, некој нели во подлабоки осознавања на будизам, пранајама и различни други техники за дишење ли, за вежбање ли, што и да е. Но сакам да ви кажам дека што и да се случува, што и да правите, вршите вие, се трудите, се потпирате на себе си. И тоа е закон. И тоа носи последици. Додека да ја примаш Божјата благодат, значи во целост да не правиш ти ништо, туку да дозволиш Бог да прави во твојот живот. Огромна е разликата. Слава на Бога. Еве вака сакам да ви прочитам нешто од Евангелие по Марко 1 глава 39 до 42 стих. Така Исус ја помина целата покрајна Галилеја, проповедајќи по тамошните синагоги, ослободувајќи луѓе од демонска обземеност. Еден човек болен од лепра дојде кај Исус, клекна на колена и почна да го моли. Ако сакаш, ти можеш да ме исцелиш. Исус се сожали, испружи рака и го допре. Пазете, според законот не смеш да допреш лепрозен, тоа се води за нечист. Разбирате ли? Казниво е. Во случајот Исус го допре, велејќи му, сакам, еве, те исцелувам. Во истиот момент лепрата исчезна и човекот оздраве. Амин. Ова е многу важно да го сватите, бидејќи ова открива волјата на Бога. Знаете дека Исус е истиот вчера, денес и довека, така? И тоа што го правеше, го прави и ден денес. Знаете дека тој е жив, воскреснат, седи од десната страна на престолот на Отецот Небесен, а неговото присуство во нас е преку Светиот Дух. Ова значи дека и денес, ако ти побараш од него да те исцели, тој ќе сака да те исцели, ќе ти рече сакам. Тој веќе го возможи тоа, здобивајќи се со рани. Така да твоето исцелување е веќе заработено со тоа што на Исус му беа зададени рани. Преку тие рани ние се исцеливме. Така да он тоа го прими за ти да имаш денеска на достап исцелување. Прашањето е дали му велиш, Господе, исцели ме. Бидејќи за да му речеш исцели ме, значи да му ја предадеш болката, да му ја предадеш слабоста и раната, да му го предадеш стравот и грижата. Многу од вас тргнуваат за исцелување да се молам, но не ги предаваат своите грижи, слабости, своите болести, не ги предаваат во Божји раце. Лепрозниот кога дошол од Исус да бара, бил решен да биде сето она кое што е по Божја волја. Соодветно Исус вели сакам, го допире, се случува чудото. За да се случи ти треба желба да имаш, волја да пројавиш. Многу луѓе кои што постојано зборуваат колку била голема нивната болест, генетска, колку била нивната хронична или автоимуна болест, тешка, колку бил долг нивниот проблем 20 или 30 години, таквите луѓе што ги величат болестите и симптомите, тешко велат сакам Господе да ме исцелиш. Ти треба да сакаш, а не јас да те терам. Ова е важно, значи што да заклучиме под еден? Бог сака да те исцели. Дали веруваш дека Бог сака да те исцели? По два, треба да го искусиш исцелувањето, дека е валидно за тебе. Валидно е за тебе, а не да размислуваш вчера опцув некого и сега не сум во позиција да Господ ме допре. Цената за сето тоа што го вршевте Исус ја плати, така да не треба да се грижите. Тоа не значи да си продолжите да пцуете. Меѓутоа, да не го правиш она што знаеш дека не е Божја. Многу е битно сето ова што ви го кажувам како основа за исцелување. Така да, исцелувањето треба да знаеш дека е валидно за тебе, овозможено преку раните Исусови, и ти кога го веруваш ова, дозволуваш Божјата благодат да протече во тебе. Пак ќе кажам, не може тоа исцелување да се прима
по заслуга, бидејќи си бил многу добар човек, туку како манифестација на Божја милост кон тебе. Треба да веруваш дека Бог те сака, дека Исус ти ги прости гревовите и дека преку неговите рани е обезбедено исцелување и за тебе. Кажи за мене. Исус секогаш ги исцелуваше болните. Во Матеј 8 глава вели: вечерта кај Исус доведуваа голем број луѓе обземени со демонски духови, а тој само со збор ги истеруваше демоните и ги исцелуваше сите болни. Со тоа се исполнуваше предскажаното од пророкот Исаија: тој не исцели од нашите болки и не оздраве од нашите болести. Амен. Од тука гледаме дека тоа исцелување е Божја волја за сите луѓе. Во Псалми од 147 3 стих, тој ги исцелува оние што се со скршено срце и ги преврзува нивните рани. Колку е убаво да се осознае тоа, дека Бог ти го исцелува скршеното срце и ти ги преврзува раните кои што си ги доживеал, како изневера од блиски луѓе, како разочарување од животот. Бог е секогаш со нас. Без разлика дали ние сме свесни или не, тој е секогаш со нас. Меѓу другото, бидејќи е со вас, затоа ве доведе вечерва тука. Затоа кога ние сакаме да сме обновени, исцелени, треба да гледаме кон Бога. Во Марко 10 глава читам: Исус и неговите ученици пристигнаа во градот Јерихо. На излегување од градот многуброен народ одеше по нив. Покрај патот седеше еден слеп питач по име Бартимеј, син на Тимеј. Кога слушна дека овде минува Исус Назареќанецот, тој почна да вика: Исусе, сине Давидов, покажи милост према мене. Мнозина се обидуваа да го замлкнат, но тој уште погласно викаше: Сине Давидов, покажи милост спрема мене. Исус застана и рече: викнете го овде. Луѓето го повикаа слепиот и му говореа: не плаши се, дојди, тој те вика. Човекот го фрли своето палто, рипна и потрча кон Исус. Што сакаш да сторам за тебе? Го праша Исус. Слепиот одговори: Учителе, сакам да прогледам. Исус му рече: во ред, твојата вера те исцели. Човекот веднаш прогледа и му се придружи на Исус. Дали тука Исус му рече 3 пати Оче наш? Дали му рече секој петок ќе постиш и ќе бидне? Дали му рече сега ја продаваш куќата, даваш донација од црква и ќе прогледаш? Дали? Што се бараше од слепиот човек за да биде исцелен? Самиот слеп човек кој што пристапи кон Исус веќе знаеше што сака. Ја имаше сликата дека тој ќе гледа. И со тоа пристапи кон Исус. И што му рече Исус? Твојата вера те исцели. Значи да веруваш во тоа дека Господ сака и може да те исцели е клучен фактор. И затоа кога се работи за исцелување, тоа треба од тебе да дојде како пројавена вера, како пројавена надеж, кое што доаѓа како резултат на пројавената Божја љубов кон тебе. Овде клучното прашање е: дали ти веруваш дека Господ те сака? Божјата благодат, пазете, се зголемува во вашиот живот кога верувате дека Божјиот благослов, кој што е врз Исус, сега е врз вас, врз тебе. Зошто? Заради неговото дело завршено на крстот. Така да ти денеска не треба да се трудиш да заработиш благонаклоност од Бога. Тоа Исус го заврши за мене и за тебе и за сите нас. Секое проклетство кое што се одликува меѓу другото со болест и кое што требаше да биде врз тебе, падна врз Исус. И тој тоа го понесе за да можеш ти да си го истресеш правот, да станеш здрав и радосен и да си го продолжиш животот. Така да цената е веќе платена и ти не треба да исплаќаш долгови од гревови кои што си ги вршел минатата година или не знам која година и така натаму. Така да тој ти ги прости гревовите, како што му ги прости на парализираниот, како што ги прости на слепиот, на лепрозниот, на жената со крвотечение и така натаму. Соодветно, исцелувањето е достапно, овозможено и исплатено за тебе, бидејќи, како што реков, Исус ја плати цената за твоето исцелување. Ако ѓаволот ти шепка во умот и ти вика дека болеста е тешка, дека болеста е неизлечлива,
дека не го заслужуваш здравието, дека ти си обречен на смрт, на мачење и на умирачка, што треба да направиш? Да му се спротиставиш и да му кажеш гласно: Исус плати за моето исцелување. Болеста нема легално право во мене. Јас сум исцелен во името на Исус. Повтори го. Значи, знаете да повторувате кога ќе ве водам, ама утре јас нема да сум со вас, вие кога ќе станете наутро и кога ќе ве вртат коскиот и утре ќе биде облачно, ќе врнело, туку вие ќе бидете сами во постела и Господ ќе чека да слушате некој збор од вас. И вие што ќе кажете: ме врти од овде, ме врти од овде, ме врти од овде. Не те врти, ќе кажеш, ќе станеш и ќе кажеш: фала ти Господе, што станав здрав и жив, што ти плати Исусе за моето исцелување. Болеста нема право врз мене и моето тело. Телово е храм на Светиот Дух. Фала ти Господе, што преку раните Исусови сум исцелен. Дури да те боли, го кажуваш тоа. Дури да си слаб, го кажуваш тоа. Бидејќи Божите зборови се над симптомите, над она што го регистрираме тука. Оди наспроти тоа кое што го регистрираш со симптомите и ќе видиш каква промена ќе доживееш. Значи, за да го примиш исцелувањето и вечерва, не треба да се фокусираш че осетам нешто или нема да осетам. Тоа немој да го правиш. Фокусирај се на Божјата љубов за тебе. Дали знаете што значи да се фокусирате на Божјата љубов? Сакате ли малку да ве воведам во тоа? Земете длабоко воздух, издишете во целост, така е, опуштете се, затворете ги убаво очите, повторно вдишете си полека, издишете слободно и почне да размислуваш на тоа колку Бог ти е благонаклонет. Фокусирај се на тоа дека Господ постојано е со тебе. Неговата љубов те обсипува и дење и ноќе. Сети се и на периодот кога не веруваше во Него. Размисли за сите ситуации од минатото, што се помина како стресови, разочарувања, борби, лекари, операции, проблеми, но ти си тука денес, жив си и можеш да се насладуваш на Божјата милост. Така е, почувствувај таа милост и не грижи се дали ти ќе бидеш исцелен. Само препушти си се на Неговата љубов и фокусирај се на таа љубов за тебе. Замисли го Исус, сети се на оној миг кога тој го носеше крстот и целиот беше облеен во крв. Го носеше крстот, а невин, исмеван, обвинуван, го носеше крстот, но мислеше на тебе, уште пред ти да постоиш. Помисли на тој крст што го носеше, на кој што потоа беше распнат. Помисли на болките што тој ги претрпе за тебе. Види таа слика кога тој со трнлив венец на главата дишеше плитко распнат на крстот, дишеше така во рана, во болка, земајќи ги твоите гревови врз себе си. Земајќи ги твоите болести врз себе си. Види ги тие рани на неговото тело. Тие рани кои што пече, кои што се отвара и кои што ги прима сите болки, болести, сите симптоми и диагнози од цел свет. И додека го гледаш сето тоа, слушни го во твоето срце неговиот глас, кој што ти вели: се направив, бидејќи те сакам. Се направив за тебе, бидејќи те сакам. Бидејќи не сакам да страдаш.
осознај таа љубов колку е голема, што го даде својот живот за сите нас и за тебе. Умирајќи на крстот беше погребан, но смртта не го задржа во гробот. На третиот ден воскресна и е жив. И се појави на учениците и кажа дека ќе биде со сите оние кои што му веруваат до крајот на нивните денови. Види ја сликата како Господ Исус Христос е постојано со тебе во сите денови на твојот живот. Види како неговата рака те води во животот, ти дава леснотија, ги трга пречките пред тебе. Ти го отвара патот како што го отвори морето пред Мојсей. Види ја таа сцена, како се чувствуваш лесно, весело како дете, со вера во Бога, опростен од сите гревови, не ти тежи грижа на совест, со простени гревови, извршени од било кое време, тој те бодри да чекориш напред во успех, во радост, во здравје. Види се таков. Види се успешен, благословен, облечен во облеки бели праведни. Види се во совршено здравје, како што слепиот виде дека може да прогледа. Искуси е таа љубов на Исус. Осознавај колку силно те регенерира Божјата благодат. Почувствувај како сила која што те електризира, како струја која што поминува низ тебе и таму каде што имаш болка или проблем, започнува регенерација. Вдиши полека и прими ја таа Божја благодат, пренеси ја на она место каде што имаш болка во твоето тело. Така. Вдиши во целост од благодата, издишувајќи предаја својата тежина на Исусовото тело на крстот. Искуси го тој мир што сега го доживуваш како светлина, светлината која што е Исус, и види го Исус во таа светлина, како е до тебе, како се приближува, те прегрнува. И вели, ти си моје дете, јас сум твојот пастир. Не си веќе сам и изгубен. Ти имаш своје стадо, имаш свој дом и го имам најдоброто за тебе. Осознај таа љубов. И ако ја примаш со вера, како исцелителна сила во тебе, кажи му, ти благодарам, Господи Исусе Христе. Сега се одрекувам од зависноста од цигари, од зависноста од таблети, се одрекувам од песимизмот и од лошите зборови што ги изустував. Се одрекувам од безнадежноста и разочарувањето. Ти си моја надеж. Ќе се смеам секој ден, бидејќи ти си причина за мојата насмевка. Ќе плачам секој ден, но ќе плачам од радост, зашто тоа е моја сила. Ќе чекорам храбро секој ден, зашто ти ме укрепуваш. И во мојата слабост совршено се пројавува твојата сила. И ветрови да дуваат и да се тресе земја под мене, ништо нема да ме помести,
бидејќи ти си мојата карпа на која стојам. И од тука победувам. Нема да умрам, туку ќе живеам и ќе ги раскажувам делата Господови, дури постојам. Бог е моја сила, моја помош, ми ги преврза раните, ме исцели со раните Исусови. Не останаа ниту лузни, ниту последици. Целосен сум. Преку раните Исусови сум исцелен. Слава ти, Господи Исусе Христе. Отворете ги очите. Кратко, а силно. Молитва која што значи фокусирање на Божјата љубов. Нема многу зборови, само сцени кои што ги има во Светото Писмо и кои што само ви ги представив, а вие ги замисливте. Како едно медитирање на Светото Писмо, кое што ви овозможува да се подсетите и да сватите дека се е минливо, но само неговата љубов е вечна. И затоа најдобро нешто што можете да направите е да се потпрете на Божјата љубов за вас, на неговата благодат за вас, секако тој да царува над вашиот живот и во вашето срце. Темата за вечерва беше исцелување. Сите имавте порив да дојдете за да слушнете за исцелувањето. Исцелувањето е достапно и е силно. И Господ го возможува за сите нас. И вие сакате да сте исцелени, но надежта треба да биде во Него, не во луѓе, не во човек. Бог може да употреби човек за да се спроведе неговото исцелување. Но е уште поубаво кога вие директно комуницирате со Него преку молитва и во секој миг се излева таа исцелителна сила која што и одвнатре и однадвор ве регенерира. Амин. Сега би сакал сите вие, каде што имате болно место во вашето тело, ставете ги рацете на местото каде што имате нелагодност, болка или проблем. Ќе се молам за ваше исцелување на овој начин. Се што не е од Господа сега заповедувам да напушти од нивното тело. Секоја болка причината од демонска сила, секоја воспалување причината од демонски сили, секоја бактериска инфекција предизвикана од демонски сили, сега да напуштат во името на Господ Исус Христос. Надвор во името на Господ Исус Христос. Секаков очај, секако разочарување, секаков страф, заповедувам во името на Господ Исус Христос. Напушти од овие луѓе. Секакво запушување на крвоносни садови, запушување на синуси крвоносни садови, нека напушти во името на Господ Исус Христос. Секаква алергија и форма на алергија во името на Господ Исус Христос ја прогонувам од овие луѓе во името на Исуса Христа. Секоја зависност од цигари, секоја зависност од таблети, секоја зависност од храна, нека напушти од вас во името на Господ Исус Христос. Дух на окултизам и магиски дејства, на исламски магии, на секви форми и облици на бајање, напушти од овие луѓе во името на Господ Исус Христос. Дух на вештаризам, напушти во името на Господ Исус Христос. Надвор со се корен, напушти ги сите луѓе во името на Господ Исус Христос. Заповедувам во името на Господ Исус Христос, напушти дух на смрт од незе. Немаш право ниту бавно да ја умираш, ниту имаш право да ја умреш. Во името на Господ Исус Христос заповедувам, излегуве од незе, напушти ја со се корен, излези и не се враќа повеќе во незе. Ти заповедувам, напушти го ова тело, напушти го и срцето и душата, ти што ја предизвикуваш од внатре, да се мрази себе си, самата себе си да се замразува, напушти од незе со се корен, немаш право врз незе, ниту врз незиниот маж во името на Исуса Христа. Бешем Јешуа Адонај сурмен Сатан. Секој изречено проклетство врз вас, одбајач, гледач, вражалец, сега се раскинува во името на Исуса Христа, за секогаш во името на Исуса Христа. Секој збор што е изречен против вас, нема више сила врз вас, го изрекувам словото на живот врз вас, во Исуса Христа. Во Исуса Христа. Либарабахато кондура ме симбера махта кандура лешим.
Ире махта кандареле син. Господи Исусе Христе, во Твоето моќно и свето име, изрекувам милоста и Твојата благодат да ја исполни секоја душа на ова место, секоја срце, секој ум, секое тело да биде допрено сега со Твојата благодат и да прими целосна регенерација и обновување, бидејќи тоа е Твојата волја. Фала Ти, Господе, што за ова ќе сведочат, за ова чудо што Ти го вршиш во нив. Фала Ти што им даваш преобразба на нивниот живот, што од оваа вечер започнуваат нов живот да живеат. Фала Ти, Господе, што Тоа Слово се исполнува врз нив и им овозможуваш сето она што ѓаволот им го крадеше, трократно да им биде возвратено со здравје, успех, радост и сила заради милоста Твоја. Сега кренете ги рацете кон Бога и кажете му: слава Ти, Господи Исусе Христе. Фала Ти, Боже, што ми даваш сила, љубов, радост, обнова. Јас сум благословен човек, бидејќи Ти ме благослови. Ќе живеам, ќе победувам и ќе сведочам за Тебе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Амин. Халелуја. Слава на Бога.